Личноста со аутизам поинаку ја доживува околината во однос на просечните луѓе. Тоа влијае на нејзините вештини за комуникација и способноста да се поврзат со другите. Причината за појавување на аутизмот не е позната, но се верува дека играат улога генетичките и факторите на околината во појавата. Точниот податок на бројот на личности со аутизам во Македонија не постои, но според европската статистика се работи за 1% од населението. Меѓу нив повеќе се мажи отколку жени. Аутизмот најчесто се диагностицира во раното детство помеѓу 6 и 12 година. Покрај тоа што денес многумина имаат свест за аутизмот, многу малку луѓе разбираат што значи да се живее како личност со пореметување од аутистичниот спектар. Во ово издание на Тренинг гостин е Бојан Шашевски, мој колега, новинар, но и родител на дете со аутизам. Добро дојдовте во емисијата. Добро ве најдов, Гораст. И мило ми е што ме викна за емисија за една ваква тема која што секогаш ускокнувам, нели? Тоа ми е каузата и професионално и лично. Шашевски, кога првпат откривте како родители дека вашата Дарија се соочува со аутизам и како го менаџирате овој проблем? Фала, Гораст, на прашањето. Мислам дека сето започна негде некај втората година таму. Втората, 2,5 години, сега од прилика, кажувам, сега више детето е 10 нешто години, значи се навраќаме едно ретроспективно назад. Видовме кај нега дека повторува работи, има проблем со, ајде да речеме, фокусот со очите, не те гледа во очи, има си прави своји шеми кои што се нели карактеристични за децата што се во аутистичниот спектар, иде на прсти, значи некои работи се случува, односно се повторува, што се повторуваат и кај другите деца со аутизам. Нормално спектарот е огромен, можам да кажам, Гораст, значи децата, она што се вика нема ни едно дете исто во спектарот, ама некои работи се повторуваат кај повеќето деца или се слични. И така натаму. И така го тргнавме патот, ќе одиме на диагноза една, нели нормално, на друга диагноза, трета диагноза и така натаму. Почнавме и сами ние да учиме, затоа што претходно пред да дознаеме за состојбата на нашето дете, не знаевме премногу за аутизмот. Верувам дека е така и кај другите родители. Знаете за аутизмот што се случува кога ќе го добиете кај себе, нели? Во своето семејство, кај своето дете, кај својата роднина, кај својот пријател и така натаму, и тогаш почнувате повеќе да учите за самата состојба, да читате, да го одите оној целиот едукативен и здравствен пат, нели, што секој родител го оди, и ние го изодевме. Сакале некеле, моравме да го изодиме и сега знаеме многу работи. И затоа и се појавуваме по телевизии, се појавуваме по медиуми. Верувам дека и сите родители кои што го имаат сето тоа, сакаат, тераат таа кауза за своите, не само за своите деца, за целата заедница, за целата посебна заедница, за да може да ги научи овие работи, а после тоа целата таа заедница, па и пошироката заедница да научи, и нели да дава крилја понатаму на целиот процес и целиот процес да се доразвива, да учат и другите и така натаму и така натаму. Како вие како родители ја примивте информацијата кога првпат разбравте од лекарите дека вашата ќерка е дете со посебни потреби? Да, не е лесно. Мислам, како да кажам, ниеден процес не е лесен. Јас лично, според она што го читав, според она што го знаев, според она што го насетував, до негде више скоро и да ми беше јасно, беше тоа некоја потврда. Потврда професионална, потврда од професионално, нели, лице, од медицинско лице. Потврда која што, нели, нормално беше тешка затоа што Гораст низ глава ти поминуваат многу работи, целиот животен пат дека ќе ти се смени, целиот професионален, личен план, ако некаков план, целата идеја за себе си, ќе ти се смени затоа што знаеш дека со детето мора да поминуваш посебен образовен пат, посебно што живееш во Македонија, нели? Ги знаеш какви се условите и какви живееме и колкав е развојниот пат на општеството, едукативниот пат и така натаму, менталитетот на луѓето, условите и така натаму, државните, систематските проблематики, така да тоа беше
еден тежок период за нас, ама се впуштивме. Мораш. Предпоставам дека да се биде родител на дете со аутизам е голем предизвик. Кои се пред се за вас како родители предизвиците со кои се соочивте во семејниот живот? Во семејниот, ајде да почнеме пред да влетаме на семејно, па после на систематско ниво. Семејно ниво се привикнувате на самото дете. Значи, оној живот што сте го имале претходно, не да речем заборавите, но треба да го ставите на страна, нели? Да се навикнете како да ги поставувате работите дома, бирото за работа, не знам, да се навикнувате дека постојано ќе станувате за детето, затоа што детето може да биде помалку или повеќе хиперактивно, шета низ станот, врти цело време, каде што прави сега моментално кај отишло, па да целата соба или просторија се претвори на една огромна галерија на цртежи долу на подот, на зидот, на порафтовите, на секаде околу. Нормално, тоа се манифестира кај повеќето деца, но тука има една хиперактивност и тие сигнали, и тие цртежи, тие визуализации што детето ги прави, си помага самото себе, затоа што така комуницира со надворешниот свет. Со тие сигнали нејзи се потребни за да она го восприми целиот свет, затоа што она живее во свој свет, така наречено, нели? Аутистичниот спектар децата живеат во светот и се потребни сите тие сигнали за да комуницира со околината. Едно ваше потресно сведоштво ми остави впечаток пред одреден период. Напишавте: со ќерка ми бевме на лулашки во парк, семејства со деца насекаде. Дарија се уште не може да им врати, има аутизам. Ја гледаа како се радува на вртелешката, како изразува радост со рацете во вис. Дарија продолжи да се смее и вика гласно. Така артикулира задоволство. Убаво е. Беше во друштво. Децата пробуваат да зборуваат со неа, но сега полни со себе. Зошто не зборуваш, ма? Абе, ова е ретардирана. Ха, ретардирана е. Тима ретардирана ли си? Зошто не сакаш да зборуваш? Уште ли не зборува? Смеа и викање од околината. И децата, родителите молчат. Зборот ретардиран, што го употребија децата на Дарија, ја го слушам секојдневно меѓу нас. Значи, јас работам во младински медиум, работам меѓу младите го слушам, но не само меѓу младите. Го слушам секаде меѓу луѓето кои сакаат некој да означат на некој начин. Тоа децата го слушаат, го примаат. Сега што добре. Го примаат децата и го повторуваат Дарија на лулашки, во школа, на големи одмори, на екскурзии и така натаму, каде што сите се дружат меѓу себе и се задеваат меѓу себе, нели? Децата се задеваат, независно нивната типичност или атипичност. Децата се задеваат и кај мене ми бобуди многу страф и немоќ, и сватив до каде се наоѓаме, да речеме, како на тој еволуциско едукативен пат како општество, и мене ме болеше нормално. Ја плачев тогаш кога сватив дека што се случува со мојата ќерка, но таа прен заплака после ја плачев. Она ми бришеше мене този, затоа што сватив кај се наоѓаме, кај живееме и колку патот треба да го поминеме и колку ние како родители треба да издржиме. Ние самите за да го пренесеме факелот на другите родители и понатаму за да може да се развива, за да оно што го реков еволуциско едукативен пат, за да може да динамиката на тој пат да може да се развива. Сеќате дека ние работи у нашиот животен век нема можеби толку да ги смениме, но ќе треба и некој друг да ги сменува. И тоа е многу тешко, ама тоа е тоа. Нели идемо дале, што викам. Како да се премостат овие стереотипи во општеството? Па мислам дека со тек на време гора се премостуваат. Знаеш, на пример, децата да се учат на емпатија, на толеранција, во самите школи инклузијата да се зголеми, знаеш, она што викам да се мешаат порано децата, што викаат тоа да не биде инклузија, затоа што инклузија само на хартија или збор, нели, што ни се допаѓа, ни е допадлив да биде, туку тоа да стане инклузијата, да стане живот, да не го викаме инклузија, туку да стане норма, пракса, односно принцип наш, нели, животен принцип на мнозинството, на заедницата, на општеството, како сакате. Кажа така. После тоа, родителите и самите имаат голема улога, целиот образовен систем има голема улога, нели, кога децата од 4, 5, 6 години кога ги добиваат оние. Кога учат што е
што е заедница, што е другарче, што осеќам кој другарчето, како треба да се однесувам, тука треба исто работи. Како Дарија беше прифатена во училиште? Па Дарија, првата година кога почна Дарија да оди, првата година беше кога почна новиот систем на инклузија, односно кога во основните школи почна новијата образовна асистентија, новиот систем. Тогаш требаше да добиеме асистент или асистентка одма, но не добивме. И мојата сопруга, тогашна, односно екс-сопруга сега, мораше со Дарија заедно да оди во школу, затоа што институциите, иако требаше да добиеме асистент или асистентка, не добивме. Односно, ако беше ни ведена, значи досташе процесот. И мојата екс-сопруга буквално со Дарија беше во училиште, ја држаше за рака, значи она практично и глумеше асистент. Значи, со тоа имаше проблем со работодавач, нели? Затоа што мора, ако седиш со школата со Дарија, мора да отсуствува од работа, така? Така да мораше да го организира своето време за да му даде на своето дете она што му треба, затоа што системот во тоа време, во тој момент не го добивме оно од системот што требаше. Шашевски, од еден предизвик, а тоа е Дарија да се вклучи во македонското општество, такво какво што ние, со низа на предизвици, стереотипи, предрасуди кои постојат, сте се соочили со друг проблем, а тоа е разделбата помеѓу вас и вашата сопруга. Како тој момент го прифати Дарија? Па мислам дека тој процес мислам дека беше лесен процес, особено што со сопругата беше спогодбен процес со сопругата, и ние рековме дека дури пред да се разделиме више, знаевме ние дека се разделиме, но рековме дека мораме први неве да го тераме процесот со Дарија, да научиме што се дефектолози, што се логопеди, како да го тераме тој процес, значи фокусот мораше да биде први на нега. И кога го отпочнавме тој малку пат, кога научивме или нормално учиме цел живот, ама кога почнавме да учиме што е инклузија, што и треба на Дарија, како треба у школа, како треба у градинка, се поврзаме со таа посебна цела заедница, кога видовме дека почнавме да се поврзам, ајде сега и нашето прашање да го решаваме сега, затоа што Дарија, детето беше поважно од нашиот развод, сега од нашиот однос. Ние ќе го решиме нашиот однос. И верувам, многу беше добро што останавме и сме другари и пријатели со мојата бивша сопруга и ги решаваме работите. Знаеш, некогаш е тешко гора седиш, навечер седиш и си мислиш што можам да направам јас. Ти можеш да направиш оноа колку што знаеш, оноа колку си капацитетен, оноа колку што се научил. И како на пример и го долувате кога некој ќе се исме на неа лично, кога ќе ја навреди? Но на друг го сваќа како од мене. Дури некогаш она поладно го сваќа или по-неладно, зависи од ситуацијата од колку мене. Јас различно ги сваќам. Ја може да сум поемотивен од меа, поемпатичен. Она е можеби дури од некои ситуации и поладна спрема другите. Зборам за ладност, онаа што е потребна за да не влегуваш во конфликти, за да не вракаш на другиот, нели? За да не биде зап за зап, око за око, сегаш, што можеби што го носиме од нашите предци, таа традиција што не убива наши, што создава колеж наоколу, можеби она е попаметна од тие работи, сегаш да изборам. Затоа што она добива што и треба, колку и треба, дури и за некој начин можеби мала има себичност, дозволена и потребна себичност за тие работи. И јас се нервирам сега, што да правам, како да однесам во школа, па што ќе биде таму школот, па има ли асистенти, нема асистенти, нели МКФ службите, па каква проценка ќе направат со МКФ службите, па што е со ресурсните центри и така натаму, што е со тие во зградата, што е со кучињата наоколу, што Дарија се плаши од кучиња, па како да се однесувам јас со кучињата, па да ја учам дека не е страшно тоа, он има набиено страх, на пример од кучиња. Ја морам да ја учам дека
еве, дојди тука, пробај, ајде ќе ме полиже мене куќето, ќе се гушнам со куќето, дојди тата ме со куќето, дојди тука. Мора да ги исто верувам како и секој родител што пробува да го сврзува своето дете, да го припреми своето дете за сите предизвици и тешкоти, топло, ладно, дожд, сонце, моменти, пробуваме и ние. Сега, можеби, ајде да речеме, нивото е различно, но работите ги учиме, мора ние да ги правиме. Да, тешко е, поише некојаш не се спие навечер затоа што децето е хиперактивно, затоа и се потребни различни работи, па не знае да каже за одредени работи, па не знае што му е, па тешко е, па плачеме, се смееме заедно, плачеме и сите тие работи. Ама мора да го тераме тој процес, што немаш друг избор. Јас затоа викам, ние гора што го тераме, јас ги замолувам и професорите, асистентите и сите што се луѓе што се влезени во целиот инклузивен и интегративен процес. Да речеме, мора да ги учат тие процеси. И мора да создаваат и да создаваме ние како општество, сакали или не, емпатија, толеранција, пракси, културни исто пракси и така натаму кон ваквите деца. Затоа што на крај крајва зборам за културните пракси. Ќе се навратам на Билјана Димитрова, на која се поклонувам од колектив Ветерници партизанска штампа. Она долго време работи со деца со атипичен. Она го водеше и првиот диригент на првиот инклузивен хор во Скопје, она го има. Она секогаш ми вика, мораме да научиме дека тоа се атипични или типични деца заедно да работат. Значи културни пракси каде што општеството ќе ги земе како активни творци, како активни чинители, како и критиката ќе ги прифати како такви. Ме сваќаш, они нема само да видат типични ќе излезат на представа, ај ние ќе им даеме аплауз за да ние се осетиме поубаво и сите на кај дома и приказната па не. Не, ќе им даеме критика колку можат, не можат, за да тие излезат од стакленото звоно на општеството, излезат од стакленото звоно на родителите, сегаш и самите ќе ги откријат своите потенцијали, а после општеството ќе ги земе тие потенцијали и ги преуреди каде треба, по работни места, по дневни центри, по места каде што они ќе може да се развиваат и ќе допренесуваат, а нема да правиме од нив, значи ќе правиме активни створци, а нема социјални случаи да правиме од нив. Благодарам за издвоеното време и за гостувањето. Ми беше пријатен разговорот. Благодарам што ме повика за гостинја. Можам многу сати да зборам на темата, ама ми е мило што можеме да збориме за оваа тема, многу важна и за оваа кауза. Бојан Шашевски, новинар и родител на дете со атипичен развој. Значи едноставно повторно тргуваме, значи имаме нека многу сулуда представа дека грбот треба да биде направен од единечни символи кои што ние ги прецепираме како некои национални или символи. Тако нешто не постои. Реков уште еднаш, грбот е грб на државата, на апаратот.